Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во електронската училница по предметот македонски јазик и литература. Денешната наставна содржина е наменета за ученици од втора година од гимназиско и средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Средното училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина, глаголска конструкција со сум и има, од тема морфологија. Што ќе научиме? На овој час ќе научиме да се дефинираат глаголските конструкции со има и нема и конструкции со помошниот глагол сум како сложени глаголски форми. Да се свати начинот на нивното образување и значењето на овие конструкции. Самостојно да се образуваат реченици со конструкција сум има и истите да се препознаваат на текст. Најпрво ќе се запознаеме со конструкции со има и нема. Што означуваат и како се образуваат? Глаголските конструкции со има, нема се сложени глаголски форми, образувани со помошниот глагол има и неговата негација, глаголот нема и глаголска придавка во среден род од глаголот што се менува. Тоа значи глагол има или нема плюс глаголска придавка добиваме конструкција со има, нема. Глаголските конструкции со помошниот глагол има и помошниот глагол нема се образуваат од сите глаголи, преодни, непреодни и повратни. Кај овие конструкции се менува само помошниот глагол, а глаголската придавка е именувач на глаголското дејство. Еве неколку примери. Имам учено, имав учено, сум имал учено, ќе имам учено. Или негација на глаголот има, неговиот глагол нема, немам учено, немав учено, сум немал учено и слично. Каде се употребуваат глаголските конструкции со има? Глаголските конструкции со помошниот глагол има особено се употребуваат во западното наречје на македонскиот јазик, а многу поретко во останатите наречја, а ретко и во современиот македонски јазик. Глаголските конструкции со има представуваат паралелни, односно синонимни форми на останатите сложени глаголски времиња. Тоа значи дека во зависност од формата на помошниот глагол, тие може да означуваат сегашни, минати или идни дејства. Еве неколку примери на глаголска конструкција со помошниот глагол има. Имав носено или немав носено, минато определено време. Сум имал носено, минато неопределено време. Бев имал носено, предминато време. Ќе имам носено, идно време. Ќе имав носено, минато идно време и така натака. Сега ќе се запознаеме со глаголските конструкции со помошниот глагол сум, да видиме што означуваат и како се образуваат. Глаголските конструкции со сум се сложени глаголски форми, образувани со помошниот глагол сум и глаголска придавка од даден глагол. Односно, помошен глагол сум плюс глаголска придавка добиваме конструкции со сум. Глаголските конструкции со помошниот глагол сум се образуваат од преодни и непреодни глаголи. Помошниот глагол во оваа конструкција ги носи граматичките ознаки на времето, лицето и бројот, а придавката ја носи ознаката на родот и бројот. Еве неколку примери. Сум дојден, бев дојден, ќе сум дојден, сум бил дојден, би бил дојден, бевме дојдени и слично. Каде се употребуваат сум конструкциите? Сум конструкциите се употребуваат како паралелна форма на другите глаголски времиња.
особено во западното наречје, исто како и има конструкциите. Кога е употребена глаголска придавка од преоден глагол, тогаш таа представува именски дел од глаголско-именски прирок. Еве пример. Јунакот беше носен на раце од другарите. Беше носен представува сум конструкција, употребена од помошен глагол сум во минато време и глаголска придавка. Во овој случај, реченицата има пасивно значење. Или, во следниот пример, лебот е печен во новата фурна. Е печен представува сум конструкција во трето лице еднина. Исто така и овде глаголот има пасивно значење. Кога е употребена глаголската придавка од непреоден глагол, тогаш се искажува минато неопределено или предминато време. Пример. Гостите се дојдени од Загреб. Имаме употреба на минато неопределено време. Со глаголска конструкција се дојдени. Петре е шетан по цел свет. Минато неопределено време исто така, меѓутоа во овој пример во трето лице еднина. Тие беа вратени од училиште кога почна да врне. Предминато време. Глаголска конструкција со сум, односно беа вратени. Глаголот сум во минато време и глаголска придавка. Сега да ги провериме усвоените знаења, односно имаме една активност за ученикот. Обидете се да формирате реченици во кои ќе употребите глаголски конструкции со помошниот глагол сум и помошниот глагол има од следниве глаголи: чита, напиша, свири. Тоа би изгледало отприлика вака. Имам читано многу интересни книги. Имам читано глаголска конструкција со помошен глагол имам и глаголот чита. Бев читала многу интересни книги за летниот одмор. Бев читала сум конструкција од глаголот чита. Имав напишано есеј, ама ја заборавив тетратката. Имав напишано, има конструкција од глаголот напиша. Или, сум напишала прекрасен есеј за романот Крпен живот. Сум напишала, сум конструкција од глаголот напиша. И да ги видиме примерите од глаголот свири. Имав свирено на свадбата на мојата сестра. Значи, има конструкција со глаголот свири и бев свирел на гитара за време на патувањето, сум конструкција со глаголот свири. Ви благодарам на вниманието, имајте успешно учење и се надевам дека ви ја олеснив оваа наставна содржина. До гледање.